Обвинителството ги проверува евентуалните злоупотреби во изведбата на автопатот Скопје-Блаце. По обелоденувањето на информациите од министерот Николовски на собраниска говорница дека претходното раководство ги зголемило трошоците за проектот за речиси 70 милиони евра и проекциите биле спротивни на европските практики, Алфа побара став дали обвинителите истражуваат како сумата од 172 стигнала до неверојатни 240 милиони евра. Проектот за изведба на автопатот Скопје-Блаце е опфатен со извештај на Државниот завод за ревизија врз основа на кој се вршат проверки од основното јавно обвинителство Скопје, секој што поседува документи и други докази за сторени кривични дела. Има законска обврска, тие да ги достави до истражните органи. Николовски, одговарајќи на пратенички прашања, откри скандалозни податоци подкрепени со документација, дека злоупотреби биле правени единствено со цел проектот да го добие една фирма и вештачки да поскапе неколкукратно. Извинете, ама јас криминал на EU плюс теми нема да реализирам. 70 милиони евра плюс да платат македонските граѓани со можност од анекс од 20%, затоа реков до 300 може да оди. Ја тоа нема да дозволам. Николовски не алармира само за штетни криминални договори во делот на патиштата. Тој неколку пати предупредуваше дека Македонија не смее да дозволи да плаќа нереални суми и за железницата кон Бугарија. За ова веќе има и конкретен договор со бугарската страна која се согласила на заеднички проект, а не да гради тунел кој не води никаде. Бугарија се согласила да го заврши својот дел од пругата, како и да се направи проверка на цената која е превисока за изградба на железничкото поврзување на Македонија со источниот сосед. Договорот паднал во Софија помеѓу делегации од двете држави и Европската унија. Според проценката на ризиците, делегациите се сложиле во изведбата на тунелот за железничко поврзување меѓу Македонија и Бугарија ќе биде поефикасно да биде реализирано од еден изведувач и железничкото поврзување помеѓу двете земји да биде со посредство на Европската унија. На состанокот од двете страни беше прифатено целиот проект во делот на фаза 3, делница Крива Паланка Деве Баер, да биде преиспитан од причина што сегашната цена е превисока и неразумна, со интенција истата да се намали. Двете делегации исто така се согласија да се користи од луката за технички проект за тунелот поднесен од јавно претпријатие Железници инфраструктура. На состанокот беше договорено двете земји да формираат работни групи со цел да се подготви потребната документација за тунелот. Македонија не отстапува од железничкото поврзување и во ова гледа регионален проект со кој ќе се потенцира развојот на европските транспортни мрежи, децедни се од Министерството за транспорт.